Викендов до нашата редакција беше пријавен случај на отровено куче во близина на основното училиште Марина Попиванова. Членовите и активисти на Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса, револтирани од се позачестените случаи на отровени кучиња, како во Кочани, така и во останатите општини во државата. И уште еднаш апелираа до надлежните служби да им се одобри барањето за изградба на стационар, бидејќи само тоа го гледаат како решение за наминување на несаканите случаи. Да, значи имавме дојава од совесен граѓанин дека во близина на школата Марина Попиванова имаме отровено куче, значи може да го видите. Имаме Втора шанса е со нас, имаме активисти, волонтери. Значи ветеринар беше на лице место, констатира дека отрова е ланата. Значи ланата прво е забранен за продажба, како е најден не знам, ама со оглед на тоа што е близина на школа, дека тука се движат деца и плюс тоа за жал имаме многу луѓе што бркат по континери и така натаму, значи ставаме у ризик тук живот. Изминатиот период се повеќе по телевизиите и на социјалните мрежи дознаваме за случаи на отровени кучиња и нападнати деца од страна на кучиња бездомници, кои проблематизираат состојбата не само во Кочани, туку и во останатите општини. Како ќе се реши проблемот со бездомниците, останува на надлежните. Но несаканите случаи се аларм дека треба што побрзо да се изнајде соодветно решение за наминување на овие проблеми.